премиерата на Хајп Македонија. Сосема случајно ги улови Ритко и Амече Фустаче во спа центар. Па ајде да ги прашаме како тие се соочуваат со овие летни горештини. Токму тука ги пронајдовме Ритко и Амет како живеат на овие лежалки, се разладуваат. Може ли ми кажете како сте денеска? Добро да ти кажам, одлично се чувствуваме. Малце од вчера што беше тоа настапот на Амече, денес малце одмараме. Амет, како си ти? Стани, Амече. Да. Дали ова ти е прв пат да имаш интервју вака пред камера и медиум? Да, прв пат ми. А како се чувствуваш? Дали имаш некоја трема? Дали си возбуден? И имам и нема. Да, 50-50. 50-50. Да. Што правиш да постигнеш да имаш поголема самодоверба? Дали имаш некои интересни начини да поништиш таа трема, да речеме? Лелото. Дали сакаш да ја полништиш тремата? Сакам да. Да немам ништо. Да. Вчера можевме да видиме дека ти го имаше твојот прв солистички настап. Па кажи ми како дојде до тоа? Како дојде до тоа? Како дојде да ти да настапуваш? Дали ти помогна нека? Стата. Да, Ритко, колкава поддршка ти е Ритко во твојот живот? Дали Ритко ти помага? Помага тој. Да. А дали имаше вчера трема да настапуваш пред толку голем број на луѓе? Да. Ритко, како си ти задоволен од првиот настап на Амет? Па, задоволен сум премногу, затоа што јас вложив труд за да го донесам до тој стадиум. Беше тешко, ама успеавме. Не успеав сам, и публиката моја која што ме гледа соработуваше со мене на тоа, нели го прифатија, го засакаја како личност и стварно има талент Амет за пеење. Па се надевам дека после овај настап ќе има и уште многу настапи и мило ми е, премногу сум среќен и задоволен што успеав да го донесам до ова ниво, затоа што заслужува. Дали ти од секогаш веруваше во Амет? Да, апсолутно да, уште од самиот почеток кога го зедов кај мене дома, верував дека од него може да стане една голема звезда. Нели може да видиме и дека вие сте нонстоп заедно на вашите лайв стримови, па колку е вашето пријателство вистинско и цврсто? Дали вие сте секогаш во добри односи или имаете некогаш да ви се нарушат односите, да се скарате за нешто? Па не, никогаш се немаме скарано, затоа што прво Амече не е човек со кого можеш да се скараш. Тој не е човек што може да ти се налути или да ти замери за нешто или да размисли нешто да ти наштети. Значи никогаш се немаме скарано, се е супер, се си тече како што треба. Дали наскоро ако ви понудат некоја опција за некоја голема бина или концерт, дали сте спремни за тоа, Дали Амет спремен поточно? Спремен е, само треба да вежба на песни, затоа што тој не ги знае песните, има малце проблем со тоа што не може да ги запамте песните, но во иднина, мислам, работиме на тоа и во иднина мислам дека ќе биде се во ред, во иднина мислам да му направи негова официјална песна, со која што мислам треба да биде хит. Дали никогаш Ритко ти би се пуштил во тие музички води, па да видиме некој заеднички музички проект? Не, музиката треба да ја оставиме на музичарите. Јас не сум роден за тоа, Амече е роден со талент. Амет, која ти е омилена песна? Ако одиш била. Како не слушаш? Ако одиш била. Дали може малку да ни ја запишеш? Може. Ако одиш била, кого јас да љубам, кубува срце, кого да го љубам. Ако одиш душа, вечно ки ни веле, пекол ки ни биде, живот без тебе. Амет, како го откри твојот талент за музика? Кога дозна дека ти имаш некој музички потенцијал и талент во тебе? Како го открив? Да, кога прв пат те почна да пееш? Како дозна дека те бива за музика? Мене за музика ме бива роден. Роден си така? Дарба. Не, Амече пееше прво по улици, свиреше хармоника и пееше по улици заедно со еден другар кој што чукаше на тапан. И можевте често да го сретнете на широк сокак со неговиот другар, но после се случија некои проблеми здравствени со Амече и тој веќе престана да се бави со тоа, но откако го зедов кај мене, видеа луѓето на лајв дека стварно има талент, има стварно многу добар глас Амет и треба да се инвестира во него за да си направи сопствена песна,
Наскоро и јас ќе го организирам сето тоа. И да, како што кажа тој така е роден, то не можеш ти да постанеш пејач, треба така да си роден. Некој што не го бива, не го бива. Треба да си роден со таква дарба. Кој жарн на музика најмногу ти годи да го пееш? Дали имаш некој посебен жарн? Некоја војна, некоја песна ше. Тип на музика, Тип на музика, талава, народно. Талава ми. Како? Талава. Талава ти е како да кажам, не знам, не се разбирам и јас во музика. Ромска музика? Да, така нешто. Народна нешто така. Не е народна, ама не знам, не се разбирам во музика. Стварно не можам да ви одговорам, а и тој не знам ни сам, ама талава. Што е бе талава? Уште ги ти пише. Ма не талава, ти изјасни. Ева, ово е стилно. Есма важеше за една од највлијателните имиња на музичката ромска музика. Дали ти ја слушаш Есма? Дали имаш некои нејзини омилени песни? Од Есма. Не ги слушам толку. Не, ама ги знаеш. Малце ги слушам. Ја знаеш пејачката е Пејачката е спада. ромската звезда, мора да ја знаеш. Каква улога имаете во музичката култура Есма? Дали е голема таа нејзина влијателност? Нема поголема, таа беше кралица. Мислам дека нема ни да се роди поќе како неа. Кралица, само можам да кажам збор, тој кралица, нема друг. Амет, ти заедно со Ритко на неговите лайв стримови доби голема препознатливост од луѓето и стана многу познат, сите те бараат, сите едва чекаат да те видат на некое ново видео кај Ритко. Па колку таа популарност ти го промени животот? Дали твојот живот се промени од кога почна да снимаш заедно со Ритко? Како влијае популарноста на тебе? Популарност кај Лепија е супер. Дали ти го промени животот популарноста, дали ти донесе финанси, дали сега подобро живееш? Тоа те прашува. Да. Кој е твојот најголем сон да се оствари во животната кариера твоја? Да станеш голема Да стана музичка. пејач, да. Ритко, истото прашање за тебе да го поставиме, кој е твојот најголем сон во твојата кариера? Дали имаш некоја цел што сакаш да ја постигнеш? Па цел имам да постигнам прво некој свој бизнис да отворам, да постигнам 1 000 сабскрајбери на YouTube и да ми е се окей у животот, онака да не се секирам за ништо, но тоа не може, тоа секој човек имаме некакви проблеми, не можеш да бидеш онака целосно опуштен во животот, но да отворам свој бизнис, да стигнам 1 000 сабскрајбери на YouTube, затоа што ова не може да трае цел живот, не можеш ти од ова цел живот да добиваш финансиски средства, тоа се секако не може. Во последен период може да видиме многу нови лица на YouTube сцената. Па кажи ми како ти се допаѓаат тие, дали ги следиш, дали ги пратиш и кое е твоето мислење за новите генерации на јутјубери? Па види, јас сум почнал да снимам со Nokia. Тогаш имаш еден телефон, го заборев, ама беше со камера на тач. И за да успеат на YouTube треба прво да го сакаат тоа да го прават. А многу јутјубери сега мислат дека ќе почнам на YouTube да снимам и ќе заработвам некоја си сума на пари. Не, јас од YouTube кога почнав не ја вземено 2 години никаква пари, не ми беше битно да земам пара, туку јас сакав работата, сакав да го забавувам народот. Чувствував некако дека јас се полнам кога некој од мене се смее. За да успееш во тоа треба ти да чувствуваш прво да те полне тоа ако на некој ти му си забавен. А ако ти го правиш тоа само за пари, нема тука успех, а гледам дека доста овие од новите го прават само за пари, така да не верувам да успеат, а ако се појави некој да го прави тоа само заради тоа што го исполнува, тоа што прави забава, тогаш да. Дали осеќаш или чувствуваш можеби некоја компетиција од другите јутјубери и дигитални креатори или мислиш дека ти си на врвот? Да, мислам дека сум апсолутно на врвот и не мислам дека е лесно да ме надмине некој. Тоа не верувам во тоа. Не. Затоа што не се свој како прво, не се свој, а за да бидеш на врвот треба да си свој. Пред скоро време исто така имаше една драма помеѓу еден диџеј и еден јутјубер, па на крајот се испостави дека драмата е лажна или така кажано фейк. А што мислиш за таквиот тип на видеа драми
Дали ги поддржуваш, дали некојаш си имал ти некоја слична драма? Па да, сум имал драми, ама проблемот е што кај мене драмите се секогаш реални. И јас ако некого атакувам онлайн, го атакувам затоа што тоа е стварно, а не правам ја договор со него за ако нешто ми смета, кај него го кажувам јавно. А овие што се прават јавни драми, лажни, тоа е јасно на народот, не се веќе не веруваат веќе у тоа. Разбираш, ама еве се потрудиле, знам за кого станува збор, се потрудиле да направат некој хајп. Јас сега го сакам да успее во тоа што го прави, сепак и драмата, кога ја правиш онлайн е шоу бизнес. Но ете тие го направија на погрешен начин, што веднаш се осети дека е фейк. Ритко, ти често знаеш на твоите лайв стримови да искритикуваш некоја јавна личност, тиктокер, некој што се занимава со социјалните медиуми и често знаат да ти замерат за тоа. Дали се чувствуваш, ете да кажеме, виновно, дали некогаш непромислено си изјавил нешто или секогаш што кажуваш, тоа го мислиш и го правиш со цел и намера? Па види, можеби некогаш непромислено зборувам нешто, но ако за некого тргнам да зборувам, гледам дека има некакви забелешки, не зборувам ја за секого. Затоа што сите ние во животот сме грешни. И са јас тоа што го гледам што прави дека е грешно, ја тоа го коментирам. И тоа е мое јавно мислење. Јас никого не вреѓам или не го напаѓам, кажувам само свое мислење, па никој не терам да се согласи со моето мислење, тоа е сепак мое мислење. Дали сметаш дека имаш огромна фан база и дека што ритко и да каже, дека они се сложуваат со тебе и толку силно веруваат во тебе дека они ти се буквално верни фанови? Да, апсолутно имам OG фанови кои што и да кажам, они ме поддржуваат у тоа, но и тоа не се постигнува со еден месец снимање. Јас сум 8 години на сценава. За да достигнеш на луѓето да ти веруваат во тоа што го кажуваш и да се согласуваат со тебе, ти треба време. Дали со популарноста ти донесе со текот на времето, можеби лажни пријатели да те гледаат само од корис, од материјални средства или некои такви слични работи? Апсолутно да, затоа и немам пријатели. Колку вистински пријатели имаш во твојот живот? Немам. Нема пријатели се. Кога си популарна личност, не можеш да знаеш дали некој се дружува со тебе од што те сака или заради славата или заради пари. И затоа немам пријатели, единствено само со Аметче. Амет, вака за крај, дали може да ни кажеш нешто за публиката на Hype Македонија, дали имаш нешто да им посочиш и што може да очекуваме следно од тебе во блиска иднина? Следно. Што следно може да очекуваме од тебе? Што следно би направил? Да. Дали повторно некој настап или кај Ритко во лајв, кај може да те гледаме? Кај Ритко сум на баба настап. Не збораш гласно. Кај Ритко сум на лайв настап. Ритко, ти нешто не кажеш вака за крајот на интервјуто? Па не знам што би кажал, искрено, не знам што да кажам. Ви благодарам што, нели, дојдовте да ни земете интервју. И тоа е, не знам што да кажам. Ви благодарам и на вас на одвоеното време и ви посакувам да продолжите да се уживате во овие летни денови. Ви благодарам и вас, имајте пријатен ден. Благодарам.